Денес заеднички со учениците од угостителско-туристичката струка и младинската канцеларија при Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово го одбележуваме Светскиот ден на здравјето под мотото "Преку здрава храна до здрав живот". Комплетно избалансираната исхрана треба да содржи 3 главни групи на храна: свеж зеленчук, по избор колку сакаш, храна богата со јаглехидрати, застапена со 25% до 30% и протеинска храна од 20 до 25%. Клучот за здрав живот е токму комплетно избалансираната исхрана и заради таа цел денес се поканети учениците од 9-то оделение да присуствуваат на овој настан и да видат како нивните соученици од угостителско-туристичката струка припремаа здрава трпеза со здрава храна. Таквите настани се трудиме да ги организираме што почесто, се со цел учениците да имаат можност во реални услови да работат и практично да се едуцираат, односно кај работодавачите. Конкретно денес сме во Ловен дом Берово, каде што имаат можност да подготват храна и истата да ја послужат. Тоа се учениците од втора година, за тоа повеќе ќе каже професорот Ангел, додека ние со другите ученици од угостителско-туристичката струка сме задолжени за здравата трпеза, на која после ќе дојдат и ќе бидат послужени учениците од 9-то оделение. Сите правила што се учени, сервирање на храна, знаете од која страна, сервирање на пијалок, знаете од која страна. Договорено? Внимавајте на салфетките само да не ги други. Не повеќе од 3 чини, може и по 2. Ајде. Кога можеш да земеш прибор во една чинија, илјушки ножеви и да ги немеш во чинија. Ајде. Супер. Настави. Еве, тука сме на денешниот настан кој што се одржува во Ловен дом во Берово. Ќе поразговараме малце и со колегата на Весна Ралповска, професорката, професорот Ангел Матеничарски. Еве, он малце повеќе ќе ни каже околу угостителската струка која што ја поседуваме овде во гимназијата Ацо Русковски. Така, ви благодарам. Ова што во моментот се случува на Ловен дом и во позадина што го гледаме впрочем со нашите ученици од угостителско-туристичка струка е практична настава, која што практична настава се реализира во реални услови, нели во компанија со која што впрочем соработува нашето училиште. И покрај теоретската настава која што се реализира во нашето училиште, и опремените кабинети по практична настава, кабинетот по готварство и кабинетот по ресторанско работење, сепак многу често соработуваме и со компаниите, кои што компании секогаш ни излегуваат во сусрет се со цел за да можеме да реализираме токму таква практична настава на токму таков убав сончев ден како што можеме да видиме, се со цел да учениците повеќе ги оспособиме и да сепак нели да добиваме на стручен кадар од нашата струка од овој сектор. Значи, по повод Светскиот ден на здравјето, кој што беше вчера на 7 април и денешниот ден секако на ромите, 8 април, сакаме да кажеме дека учениците од нашето училиште, заедно од угостителско-туристичката струка, заедно со нивните ментори Ангел Матеничарски и професорката Весна Ралповска, ни приготвија здраво предјадење, главно јадење и здрав десерт. За оваа пригода голема благодарност сакаме да упатиме на домакините на Ловниот дом во Берово и на господинот Благој Механџиски, кои секако ни овозможија да го реализираме и да го овој не секојдневен настан, кој што е мощно значаен како за околината, така и за нашето училиште Ацо Русковски. Ви благодарам. Се наоѓаме во ресторанот Ловен дом и
ви прикажуваме како се прават домашно направени толумби од врвните мајстори и кувари, како и од учениците од угостителската струка во гимназијата Ацо Русковски. Еве, можете да видите. Ова е се во рамките на денешниот ден, кој што се одбележува Светскиот ден на здравието, а воедно и праксата на учениците од Беровската гимназија. Тука е врвниот мајстор за толумби. Еве, можете да видите.